Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во Централниот дневник на Сител ќе гледате. Утре ќе се гласа на повторените избори за градоначалник во 4 општини во земјава. За овие избори нема да има цензус. 18 годишник без возачка дозвола е лицето кое вчера смртно прегази жена во Капиштец. Тој и неговиот татко се во бегство, а уапсени се помагачите кои ги изнале од државата. Новиот закон за заштита од пушењето се очекува да стапи на сила во март. Со него се забрануваат сите видови цигари, класичните, електронските и вејп уредите во сите јавни простории. Дозволено ќе биде само на терасите доколку се отворени од 3 страни. Интензивниот дожд донесе поплави и на истокот и на западот од земјава. Додека се санираат последиците, се најавуваат нови интензивни врнежи од дожд, но и од снег. Цените на становите уриваат рекорди. Во првото полугодие најскапиот стан бил продаден за 3000 евра по квадрат, а најскапата гаража чинела 30.000 евра за 24 квадрати. Ситуацијата во Иран не се смирува. Ајатолахот Хамнеи директно го обвини САД за немирите. Трамп упати остри предупредувања и закани до Техеран, но и најави преземање на Гренланд без оглед дали тоа некому се допаѓа или не. За актуелната безбедносна криза во светот, во тема на денот со војно-безбедносниот аналитичар професорот Методи Хаджијанев. Утре ќе се гласа на повторените избори за градоначалник во 4 општини во земјава. Во Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше и во центар Жупа. За овие избори нема да има потреба од цензус. Гласањето почна денеска за одредени категории граѓани. Во 4 општини од Западна Македонија утре ќе се избира градоначалник, со што целосно ќе се заокружи изборниот процес од ланските локални избори. Станува збор за избор на градоначалници во Гостивар, Маврово, Ростуше, центар Жупа и Врапчиште. Ова се повторени избори, бидејќи во првиот круг од локалните избори одржан на 19 октомври. Во овие 4 единици на локалната самоуправа излезноста беше околу 30%. Тоа не беше доволно за избор на градоначалник, па целиот изборен процес започна одново. На утрешното гласање, согласно изборниот законник, нема да има цензус. За да биде избран градоначалник, доволно е еден од кандидатите да добие повеќе од половината од гласовите на излезените избирачи. Право на глас на повтореното гласање имаат околу 128.000 граѓани. Гласањето ќе почне во 7 часот наутро и ќе трае до 19 часот. Гласачите на избирачките места ќе се идентификуваат со важечки лични документи, лична карта или пасош, како и со уредите за биометриска идентификација. Бидејќи станува збор за целосно нов изборен процес, гласачкото ливче во овие 4 општини е различно од првиот круг, односно партиите и избирачите одново номинираа кандидати. Во центар Жупа на гласачкото ливче ќе стои само едно име. Во најголемата од 4 општини Гостивар има 2 кандидати, а по 2 кандидати има и во Маврово, Ростуше и во Врапчиште. Во дел од овие општини повторените избори, односно прегласувањето, се редовна пракса. Но пред утрешното гласање изборниот процес започна уште денеска. Според евиденцијата на Државната изборна комисија, право на глас денеска остваруваат 249 болни изнемоштени лица, како и 94 лица кои се во притвор или затвор. Најмногу пријавени за гласање во домашни услови има во Гостивар, пошто следуваат Маврово, Ростуше, Врапчиште и центар Жупа. Како што информираат ОДИК, гласањето за овие лица поминува без проблеми. Инаку ова се последните избори за актуелниот состав на Државната изборна комисија, чиј мандат завршува за 4 дена, односно на 15 јануари. Катерина Нешкова, Сител телевизија. 18 годишник без возачка дозвола е лицето кое вчера смртно прегази жена во Капиштец. Тој и неговиот татко се во бегство, а уапсени се помагачите кои ги изнале од државата. Новиот закон за заштита од пушењето се очекува да стапи на сила во март. Со него се забрануваат сите видови цигари, класичните, електронските и вејп уредите во сите јавни простории. Дозволено ќе биде само на терасите доколку се отворени од 3 страни.
18-годишник без возачка дозвола е лицето кое вчера смртно ја прегази 67-годишната Љуба Јаковлева кај трговскиот центар Беверли Хилс во Капиштец. 18-годишникот делото го сторил со возилото на неговиот татко, кој исто така бил со него во автомобилот. По чинот двајцата ја напуштиле државата со друго возило подпомогнати од двајца скопјани. Тие двајца се уапсени и осомничени за помагање на сторител во извршено кривично дело. По 18-годишниот возач и неговиот татко е распишана меѓународна потерница. Избег од Македонија, возачот кој вчера кај трговскиот центар Беверли Хилс прегази жена која почина од повредите. Возачот со иницијали СС има 18 години и нема возачка дозвола. Заедно со неговиот 45 годишен татко, уште вчера ја напуштиле државата. Жената ја прегазил со пасатот на неговиот татко, но избегале од Македонија со друг автомобил Мерцедес. Полицијата трагајќи по возилото, уапси две лица кои им помогнале да избегаат. Преку камерите на Безбеден град и дополнителни проверки на камерите од околните објекти, како и изјави од сведоци, утврдено е дека се работи за патничко возило Volkswagen Passat со скопски регистарски ознаки, собственост на БС од Скопје, а управувано од неговиот син СС. Возилото е пренајдено пред домот на собственикот, а тамо е затекнат СС, кој е приведен во полициска станица и со него е извршен службен разговор. Утврдено е дека возачот СС и неговиот татко БС со помош на ШП и АЈ од Скопје ја напуштиле државата во текот на вчерашниот ден. Полицијата распиша меѓународна потирница по 18-годишниот возач и неговиот татко. И двете возила, и Пасатот и Мерцедесот се пронајдени и се во полициска станица. Кривична пријава има за 4 лица, а против возачот и за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и за неукажување на помош на лица повредено во сообраќајна незгода. Сообраќајката се случи на улицата Народен фронт, а на местото каде што беше прегазена 79-годишната жена нема обележан пешачки премин, но улицата е фреквентна и постојано поминуваат и пешаци и возила. Иако се воведе SafeCity системот кој треба да ги заштити учесниците во сообраќајот, од почетоков на годинава има повеќе случаи на прегазени пешаци низ Македонија, од кои неколку завршија со смртни последици. Последната присуда за возачот кој го прегази Југослав Николовски на пешачката патека кај паркот на Франкофонијата и избега од местото беше 11 години затвор. Тамара Дичовска, Сител телевизија. Заштитата од пушењето ќе биде регулирана со целосно нов закон. Со предлогот се забранува пушење во сите јавни простории на секаков вид цигари, било класични од тутун, било електронски или вейп. Со ова решение се враќа дозволеното пушење само на терасите од угостителските објекти, доколку се отворени од 3 страни. Законот се очекува да стапи на сила од март. Од Туристичко-угостителската комора при ССК, кои ќе бидат најзасегнати од новиот закон против пушењето, велат дека идната недела ќе имаат состанок со угостителите и потоа јавно на пресконференција ќе ги изнесат своите ставови. Нов, поригорозен закон за заштита од пушењето се очекува да стапи на сила во март. Според информации од здравствените власти, се планира забрана не само на класичните, туку и на електронските цигари, вейп апаратите и други уреди кои содржат никотин во сите угостителски објекти, фирми, јавни институции, автобуски и железнички станици, пазари и јавни места каде има повеќе луѓе. Не смеат да се пушат цигари, ниту во автомобил ако има малолетно дете по примерот на Грција. Во рестораните и кафетериите ќе биде дозволено пушење само на терасите, ако се отворени од 3 страни, а не како досега застаклени или преградени со фолии. Според надлежното министерство, целта на законот е намалување на изложеноста на чати аеросоли и спречување на нови генерации зависници. Предлог законот прво ќе биде објавен на ЕНЕР, па потоа ќе следи фаза на јавна расправа. По завршување на консултациите и вградување на релевантни забелешки, текстот ќе се финализира и ќе се достави во владина процедура. Предложените законски решенија се очекува да придонесат за намалување на ризикот од болести поврзани со тутун и никотин, да се поддржи откажувањето од зависност и да се постави систем кој ќе води грижа за здравјето на граѓаните согласно европските стандарди и меѓународните обврски на државата, објаснуваат од здравство.
Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека и сега има закон за заштита од пушење, но не се почитувал. Согласни се за забрана и на електронските цигари, но потенцираат дека прво треба да се исчисти воздухот, па потоа да се казнува пушењето. Јас сум против пушењето, посебно за младите, особено они треба да се почитуваат законите, не само да се донесе закон. Ние носиме многу закони, ама не ги почитуваме. Знаете, сите сакаат да носат закони, имаме прекрасни закони, јас сум баш и правник, знам, ама колку ги почитуваме, тоа е друго. Дали сте и за електронските цигари да се забрани? Да. Тоа е исто многу штетно. Многу штетно е. Па тоа еднашка веќе се забрани. Мислам дека треба да си функционира законот, да се почитува. Електронските цигари треба да се забранат според вас? Да, посебно за младите, бидејќи многу конзумираат, а се штетни. Јас бев пушач 30 години и знам како е. Ние пушачите сме себични луѓе, себични. Што значи, ако пушам јас, на тебе ако ти смета, ти не треба да пушам. Не сум пушач. Дали вас ви смета ако во затворена просторија некој пуши електронски цигари? Немам такви во близина. Овие класични цигари апсолутно ми пречат во ресторани, во кафани кога одиме. Мене лично. А електронските ви пречат во затворени простории? Па не можам да направам разлика, поема немам како функционира, дали се чувствува нешто. Ја ги гледам, ги користат, меѓутоа не можам да донесам некоја заклучок дека ще многу штетни за разлика од класичните цигари. Очист воздух, забрана за пушење. Да, јас сум секогаш за забрана за пушење. Од Туристичко-угостителската комора при ССК, кои ќе бидат најзасегнати од новиот закон против пушењето, велат дека идната недела ќе имаат состанок со угостителите и потоа јавно на пресконференција ќе ги изнесат нивните ставови. Според статистичките податоци на повеќе институции, речиси половина од возрастното население во Македонија пуши цигари. Александар Динев, Сител телевизија. Тема на денот со војно-безбедносниот аналитичар, професорот Методи Хаџијанев. Добро вечер. Добро вечер. Господине Хаџијанев, разговорот би го почнал со тоа што предходеше на ова, нешто што шокира светската јавност, масовно бомбардирање на Венецуела, а потоа американските специјалци упаднаа во Каракас, го киднапира председателот Николас Мадуро и сопругата, го пренесоа во Њујорк, каде што ќе му се суди. Вие како поранешен припадник на специјалните сили, прашувам, ве изненадува ова или тоа едноставно демонстрирање на една голема моќ на САД? Прво, не ме изненадува, пошто се што гледаме што се случува, особено заради фактот дека сите челници или тројцата, да кажеме, фронтранери на САД, тоа е председателот на САД, овој како се вика подпредседателот и нивниот, условно министер за надворешни работи или шеф на целата дипломатија, јавно го зборуваат тоа дека генерално светот веќе не постои онаков како што го знаеме. А не ме изненадува фактот затоа што САД генерално се уште број еден на светски план кога станува збор за употреба на сила. Излегува некои видеа кои што не знам колкава е веројатноста на тие видеа, меѓутоа зборуваат за некакво си супериорно оружје каде што многу мал број на луѓе успеале за кратко време да парализираат огромна гарда од чувари. Постојат и податоци кои што велат дека многу работи се наместени или договорено, меѓутоа како и да е едното и да е другото, вистинито мора да признаеме за пред се хируршката прецизност и, да кажеме, организацијска способност да ги комбинирате сите инструменти на МОК, независно дали станува збор за информација, економија, дипломатија или пак станува збор за хируршки водени специјални операции кои што вклучиле комбинација и на воени, но и на експерти од доменот на разузнавачко и безбедносниот сектор, за да можете да го преговарате тоа, да го парализирате тој систем. Како и да е станува збор за супериорна сила која што демонстрира МОК, невидено до сега. Да. Интересно е што после ваква успешна операција веднаш следеше закана кон 5 други држави, меѓу кои Мексико, Куба, Колумбија, па еве и Гренланд. Дали е можна таква кулминација со демонстрирање на американската моќ со слични и воени, би рекол, акции, но и еве киднапирање на првите луѓе, авторитетите на тие држави? Значи, прашањето ви е легитимно, меѓутоа тоа е прашање кое што можеби треба да не зачудува ако се уште живееме во светот за кој што веруваме дека беше доминантен и дека се уште тој свет е присутен. За САД
како за Русија и за Кина, веќе тој свет одамна не постои. Не треба пасоши, великуваат земјата. Тоа е тоа, значи тоа е светот во кој што станува збор за екзистенцијално прашање, како што го нарекуваат тие, а тоа е прашање за да може да ја сочуваат својата супериорност, без да бидат предизвикани од така наречените peers competitors или нови предизвикувачи кои што бараат нова поделба на моќ на влијание, особено за да може да го зачуваат компетитивниот дел во смисла на да ја осигураат онаа супериорност на американска и да го зачуваат америчкиот начин на живот. Тоа значи дека оние робусни акции, воени акции, какви маневри, како што беа во Ирак, во Афганистан, веќе заминуваат во историјата. Не мора да значи, не може да го исклучиме тоа, но најверојатно они нема да инсистираат на такво нешто. Мора да разбереме дека овие акции не се само насочени кон надворешно, значи кон надворешните непријатели, туку и кон внатрешните непријатели, како што те ги нарекуваат, бидејќи се погласни се анализите кои што говорат за тоа дека со ударањето по картелите фактички удираат и по потенцијалните нивни политички противници, бидејќи најголемиот број на финансиски средства, како што тие тврдат, доаѓаат токму од овие картели, од овие матни сделки. Излегуваат сега податоци каде што преку, да кажеме, невладиниот сектор и преку, да кажеме, граѓанскиот сектор, ако можеме така да кажеме, биле манипулирани и биле перени доста средства, кои што биле фондови за богатење на нивните идеолошки противници. Сето тоа, за жал, се рефлектира и во европскиот табор, бидејќи голем дел од либерална Европа всушност е поблиску, да кажеме, во политиките во однос на мигрантската политика, во однос на човековите права, во однос на идентитетските права, е поблиску до она што таа идеологија која што демократите ја форсираа изминатите години. Но случајот со Гренланд не е таков, нема таму ни дрога ни ништо. Трамп вели не сакам да бидам сосед со Русија или Кина. Според ова што го слушаме, тој е одлучен да го анектира најголемиот остров во светот. Прашањето е дали може да се нарушат односите со НАТО сојузниците пред се Данска, па и другите кои застанаа зад Гренланд, мислам на Франција пред се. Пред да го одговориме тоа, би требало да кажеме дека постои историска конекција за која многу малку се зборува за Гренланд, а таа потекнува уште од минатиот век, каде што постоеле обиди Гренланд да се понуди, после крајот на Втората светска војна и Труман прави овој тоа да го направи. Одбиен е ваквиот предлог, па започнува базите, поставување и така натаму, и е воспоставен некој си, ајде да кажеме, ферски договор во кој што дел од НАТО припадниците, тоа се пред се британските сили, би требало да патролираат и да ги штитат американските интереси. Бидејќи Британија има сериозен проблем со масовен пат на, да кажеме, вложувањата во доменот сектор безбедност и одбрана. Сето тоа сега според САД излегува дека тие веќе се оставени самите на себе и реков тоа е веќе онај другата димензија, тоа е надворешната димензија во екзистенцијалниот проблем кој што го гледа во моментално владеачката елита во САД и тие сметаат дека ако тие тоа не го сторат, она што за што слушаме и тоа е факт веќе дека русите и кинезите роварат во тој дел од светот, настојуваат да го освојат или да воспостават правилото кој прв го запоседне територијата да поседува право да ја експлоатира таа територија. Не зборам сега за Гренланд, меѓутоа Гренланд е геостратешки поставен таму. Сериозен друг проблем е во однос на интерконтиненталните ракети во поставувањето на одбранбените штитови, бидејќи доколку не го освојат таа точка, во тој случај голем број од претпоставките за супериорноста на нивното оружје може да бидат предизвикани, особено заради тоа што и Русија, особено Кина, вложија многу и напредна доста во тој дел од, да кажеме, војувањето, што се покажа и во, да кажеме, Иран, 12-дневната војна меѓу Иран и Израел, каде што се докажа дека начинот на манувер warfare преку доминација на војното воздухопловство е погубно и е многу скапо. Значи, многу е неодржливо да се војува доколку имате ефтина замена како компензација на одговорот на доминацијата на војното. Прашањето е овие несогласување, евентуалната интервенција во Гренланд, дали може да ја наруши не само стабилноста на НАТО, туку постоењето? Тоа би можело да го наруши дефинитивно стабилноста, меѓутоа верувам дека тоа брзо ќе се избалансира затоа што Европа е крајно изфрагментирана. Речи си да нема водство кое што
знае накаде тера, условно да кажеме. И тоа е парадоксот кој што Хенри Кисинџер го има говорено уште многу одамна, меѓутоа периодот во тој дел кога тој го кажал, тоа е период во кој што доминацијата на САД и комодитетот на, да кажеме, само на еден условно идеолошки непријател, тој е Советскиот сојуз, бил вклештен во така наречената теорија на одвраќање, студена војна и така натаму и така натаму. Во услови кога тие се веќе сега светот е веќе отворен, тие предпоставки за безбедносни концепти кои што се од 45-та година се направени врз база на предпоставки од капацитетите и моќта на технологијата во тој период, за да можат да го одржат тој мир и да го одржат таквиот баланс. Сега тоа веќе не постои, особено заради тоа што технологијата отиде многу подалеку, се користат различни инструменти на моќ, а она што постојано се зборува за хибридното војување, значи вие не може да добиете војна со тоа, меѓутоа можете значително да ги еродирате капацитетите на вашиот противник и начинот на кој што е воспоставена да функционира и донесувањето на одлуки во либералната демократија можете да го поткопате. Бидејќи да бидеме коректни сега, Трамп се соочува со, или САД условно се соочува со предизвик кој што е внатрешен, либерален, а тој е дека одите на избори, одите на локални избори во кои вашите противници ќе направат се за да ве победат. Кси и Путин ги немате, они се председатели за секојаш и сега тоа е проблемот кој што они го гледаат. Затоа реков е екзистенцијален проблемот на САД. Тоа што нас те поврзува лично, практично со овие активности на американците, тоа е НАТО, се разбира. Како треба Македонија да се постави во ваква констелација на односи? Владата веќе рече дека го поддржува САД при интервенцијата во Венецуела, против корупцијата, против криминалот и против диктатурата. Па ја немам некој посебен, сега да кажам, став во однос на ова, во смисла на тоа што би требало ние да правиме, затоа што генерално ако погледнете, ние сме во многу незавидна ситуација. Незавидна ситуација затоа што во изминатите 30 години ставивме all-in на колективните системи и успеавме дури да направиме таква фама од сето тоа, што до некаде и разбирливо, и го поддржувам, нели, фактот дека ние треба да бидеме дел од некаков систем, затоа што сме премногу мали, а реално сме окружени со земји кои што не ни мислат баш најдобро. Можеме да глумиме сега и европски вредности сето тоа, сето тоа ви паѓа у вода кога ќе дојдат вакви работи, дури и станува опасно ако дојде до, да кажеме, тотален крах на овие системи, да ви суштино станете незаштитени. Зошто? Затоа што сте ставиле all-in на верување дека ќе имате таков колективитет, без да изградите собствен капацитет. Условно, имаме уништено образование или девастирано образование 30 години, имаме девастирано, да кажеме, кохезивност во државата, знаеме каде сме, што сме, и сме многу ранливи, да кажеме, на вакви работи. Така да поставувањето во вакви прашања на страна на посилниот можеби и не е лоша идеја. И ќе го кажам тоа, например, имаше исти вакви, се сеќавам, моменти кога покојниот Борис Трајковски уште во 2002 година кажа дека ќе учествуваме во глобалната војна против тероризмот. Тогашните елити политички прво изјавија дека тоа нема шанси, ние нема што да бараме таму, за да ретерираат после и да се устројат. Тоа оди апропо и на прашањето за Гренланд, затоа и реков, не гледам дека можеби ќе има некој шок, тресак на НАТО, меѓутоа не верувам дека нешто посебно ќе се случи драматично, затоа што верувајте европските лидери, значи парадоксот на Кисинџер, ако може така да кажам, ако сакате да се јавите на Европа, за да кренете црвен телефон, на кому да се јавите? На Брисел, на Лондон, на Берлин, и тука имате проблем. Видете ви Украина, не само тоа, него Украина не знае кој е ставот на Европа во однос на Украина. Значи немат. Тука е проблем. Има ли американски зачин во случувањата во Иран и можно ли е ова револуција, контрареволуција, како и да ја наречеме, да го врати шахот, секуларниот шах на местото на мулите? За сега не постојат информации со кои они би сакале да го враќаат секуларниот шах. Дека ќе вратат нешто секуларно, да. Меѓутоа, оно што го гледаме од Трамп е, да кажеме, повторно изненадувачки за сите. Значи, секој сите очекува дека ќе стават спротивна гарнитура, да кажеме, во Венецуела. Тој кажа, не, ако не сме на чисто, не само тоа, него не сме на чисто дали населението навистина е сака таа лично за која што вие тврдите дека треба да биде, нели, таму, и заради тоа се уште вика ни треба време да одлучиме. Дали има зачин во Иран?
Ја мислам дека мора да има такво нешто и најверојатно сад работат на тоа, колку ќе бидат успешни не знам, но по се оно што го гледаме, значи тоа значи дека нивните војни интервенции не се нели исклучиво тунелски, издвоени само дека ќе употребат сила, тие се реков комбинација на повеќе инструменти на моќ, меѓу кои е и ова, значи да имате внатрешни конекции и врски, што би било и паметен потик. Дали светот се одвива во еден процес, би рекол, на ревизија на влијанија помеѓу најмоćните земји? Дали ова договорено на некаков состанок да се поделат зоните на... Еве, сега слушнавме на интересна информација дека се заговари НАТО формат на сојузништво помеѓу Турција, Саудиска Арабија и Пакистан. Пазете, тоа не треба да биде никакво ново изненадување, бидејќи НАТО, оно што ние знаеме за колективни системи за безбедност, премногу е затоа што тоа нас не затега е НАТО. Постои АНЗУС договор кој што функционира уште од времето на студената војна. Постојат други колективни договори, Голскиот залив има некои нивни, да кажеме, договори и така натаму. Значи такви колективни системи за безбедност е нормално да се очекува, особено кога големите сили, овие регионални сили, значи остануваат исто така незаштитени и се кршливи, да кажем, под предизвик се на влијанието на големите сили и е нормално да се бара еден таков сојуз. Паметните држави играат секогаш така, кога ќе сте помал е нормално да се приклучувате кон поголемите. Така да не би ме изненадило дека ќе гледаме нови такви сојузи, но тоа не значи дека Турција би се повлекла од НАТО или дека би излегла од НАТО. Затоа реков, да, дека очекувам дека можно е да има нели одредена недоверба, дека ќе постои вербална демистификација за НАТО или дека ќе му се намали влијанието, моќта за одвраќање во однос на Европа, дека ќе има и така натаму. Сето тоа останува како факт да стои, но не верувам дека ќе има некоја храброст да се излезе на НАТО, затоа што секој од европските држави имаат јасна слика за тоа каде се и што значи за нив да бидат самостојни. Еве за крај, каде се во ова политичко-воена игра Русија? Има ли нова цел освен Украина или тоа што се заговара со договорот? Каде е тука Кина, каде е Индија? И нивните граници се редовно некако, би рекол, цел на престрелки Индија, Пакистан, понатаму Кина, но постојано е околу над Тајван, влегува во водите на Тајван. Русија засега реално сметам дека нема капацитети да направи нешто повеќе од оно што го прави во Украина и мислам дека се што ќе направи повеќе од тоа веќе ќе значи екстензивно или ќе растегне својата моќ и ќе ризикува да има внатрешни проблеми. Бидејќи капацитет засега велам, тоа не значи дека натаму нема да има промена во тоа. Меѓутоа во однос на Кина, која што исто така има само регионални воени амбиции, економските амбиции се глобални и тоа е стравот за сад, затоа што тие сметаат дека нема Кина да застане само на економските амбиции, туку ќе тргне малце на поинакви амбиции кои што ќе значат судир на начинот на кој што се влијае во светот. Токму заради тоа Кина и Русија се обидува да направат и дедоларизација во однос на економската сфера и тоа е нешто што сериозно ги плаши сад, бидејќи губат со тоа сериозна моќ преку одреден инструмент на моќ, тоа е економијата, да можат да влијаат на меѓународен план. Дедоларизацијата би значила губење на капацитетот на свифтот, тоа би значило губење на моќта на контрола на трговијата и така натаму. Колку ќе успеат во тоа треба да видиме, бидејќи постојат анализи кои што укажуваат дека има веќе напредок на тоа, но постојат анализи кои што јасно говорат на тоа дека таквата врска за сега е вештачка и дека си има сериозни фалинки, што би се рекло. Не би должел многу околу тоа, би рекол дека Кина и Русија, Кина има сериозни амбиции на воен план. За до 2035 година планираат да имаат 9 носачи на авиони и тоа веќе ќе значи сериозен проблем за глобална испорака на моќ. И тоа е она што го реков, значи од економски да трансформираат и во воена и веќе се моќ на доменот на информациите и технологијата, бидејќи имаат сериозна технологија, која што знаеме дека геополитички Huawei беше истиснат не заради компетативноста и колку се капацитет и колку се конкурентни на пазарот. И сега сето тоа всушност се рефлектира на потезите кои што ги гледаме од сад. Така да она што би рекол е дека како моќ и како сила се сериозни држави, сад било каков конфликт со нив на долги стази може да ги исцрпи и тоа значи дека може да имаат победа, дека имаат пирова победа.
и може да го турне светот во бездна од која нема повраќање назад. Токму тоа е и аргументот на Трамп, наспроти сите оние да кажеме ултралиберални идеи кои што го поддржува предлогот на Бајден и за Украина, а тоа е дека мора да се оди до крај, тоа значи Русија да излезе таму, бидејќи тоа беше една промашена, да кажеме, доктрина која што ги крена влоговите на едно ниво од каде што немате назад, односно водите кон Трета светска војна. Методи Хаџијанев, гостин во тема на денот, благодарам. Благодарам и на вас. Интензивниот дожд донесе поплави и на истокот и на западот од земјава. Додека се санираат последиците, се најавуваат нови интензивни врнежи од дожд, но и од снег. Цените на становите уриваат рекорди. Во првото полугодие најскапиот стан бил продаден за 3.000 евра по квадрат, а најскапата гаража чинела 30.000 евра за 24 квадрати. Интензивните врнежи од дожди натаму предизвикуваат големи штети и проблеми во Охридскиот, Кичевскиот и Ресенскиот регион. Поројните дождови предизвикаа бројни штети, излевање на реки, поплавени домови и уништена инфраструктура. Во Охридскиот регион регистрирано излевање на реката Сушица, а доколку продолжат дождовите, постои опасност од излевање на реката Даљан кај селото Косел и Вапила. Експертите алармираат, ризикот од поплави ќе биде поголем во урбаната средина, со непропустливи површини, како што е градот Охрид, каде има голема урбанизација. Ризикот од вакви поројни поплави во зимските и во есенските месеци ќе биде поголем во урбаните средини, со непропустливи површини, како што е Охрид, каде што имаме голема урбанизација, бидејќи тие ќе резултираат со поголемо сливање и намалено време на концентрација на водите. Исто така урбаниот систем на Охрид за отпадна и дождовна вода не е целосно разделен и за време на поплави цевките се преоптоваруваат и подлежат на зголемен притисок, што предизвикува поплавување на улици при обилни дождови. А што се однесува до речните корита, вакви поекстремни појави ќе доведат до промена на речната морфологија, односно поплавување на Охридското поле или на околните патишта и промена на текот на реките. Сликата во Кичевско пак се уште е критична. Жителите кои се најпогодени не можат да се вратат во своите домови. Целата покукнина им е уништена. Водата еве не можеме, гледате уште. Уште нема услови кај да се спие, нема услови, све растурено, еве гледате. Све попаднато, фрижидери, машине, каховци, све. Овде состојбава е моментално катастрофално. Катастрофално е. Како што гледате сами на дворешне, ова ми е све откриче изваено. Сношка малку вчера зачистевме со женава овде, ама вода вебе пак дојде. Значи животот овде не се живеете. Овде појќе живот нема во ова улица Прилепска. Слободно повелите натре ќе видите штета имаме голема направено. Сме фамилиарни, сме болни луѓе, со деца мали. Едни се вратени да чистени не ви чада оджатите, едни не се вратени, така че не знам. Ене, сопругата ми е горе, и та е тромбоза, болест на рода, ја сум повод човек, опериран сум од двете страни, од бубредега, ама немам никакви услови. Немаме услови, така че ме реално. Немаме валда никакви услови, нема. Поплави има и во Ресен, каде под вода се земјоделски земјишта, дворови, куќи, помошни објекти и магацини за складирање на јаболка. Се врши обиколка и проценка на состојбата на терен. Нина Аритоновска, Сител телевизија. А цените на становите уриваат рекорди. Цените на становите уриваат рекорди. Трендот на пораст на метар квадратен се очекува да продолжи, ако не се донесат нови урбанистички планови и ако неизвестноста остане, велат од Градежната комора. Сите посакуваат стабилизација на цените. Истата ќе се постигне ако заедно бараат решение и инвеститорите, и владата, и општините. Тргаме од јануари со цена на чинење, карикирам, одредена вредност и на крај на годината цена на чинење се зголемила за 20-30%. Тоа е исто голем проблем. Единствено нешто кое што јас го гледам како можност за стабилизација, значи еден факт, дека платите мора да растат. Инфлација постои, сите кои што се вработени во градежниот сектор мора да имаат поголеми плати. Тука не станува збор по тоа основа дека тоа би било причина за зголемување на цени. Апсолутно тоа не е така. Единствено нешто што ние треба да коригираме, тоа е да имаме локации повеќе. Кога ќе имаме локации повеќе со помал процент на учество при изградба на недвижност, ние ќе направиме баланс кој што ни е потребен.
Според последните податоци на Народната банка, во третото тримесечје лани, цената на недвижнините бележи пораст од 25%, што е највисок скок од 2020 година. Во бројки тоа значи дека ако во 2020-та квадрат се продавал за 1000 евра, лани чинел 1250 евра. Најскап е метар квадратен во Скопје, каде во моментов се продава и на 3000 евра. Според податоците на Агенцијата за катастар, лани во првото полугодие, најскапиот стан бил продаден во центар. За 105 метри квадратни, купувачот платил 300.000 евра. Најскапата гаража пак била продадена во општина Аеродром, каде за 24 квадрати платени се 30.000 евра. Она што на пазарот се нуди над 3.000 евра за квадрат се веќе изградени, стари станови, кои не смеат да диктираат цената. Новите станови се тие кои што ќе диктираат вредноста, затоа што едно е да купиш нов автомобил, а друго е да купиш половен. Значи не може, ние исклучиво кај нас вредноста се дефинира локација. До кога? Локацијата ќе го диктира вредноста. Значи треба да се навлезе и подлабински што се добива за таа вредност која што се нуди во однос на самата недвижност. Инаку Евростат објави дека цените на становите во третиот квартал во Унијата скокнале за 5,5%. Рекордер во поскапувањето била Унгарија, каде за 10 години цената се зголемила за 275%. Двојно поскапели становите во уште 11 земји членки на ЕУ, како Португалија, Литванија и Бугарија. Речиси непроменети останале цените на недвижнините во Финска. За 10 години поскапеле за само 2%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.